Кога лани се одржа 53-то издание на ДАФ и беше најавено следното 54-то за годинава, никој не очекуваше дека сега организаторот и градот домаќин ќе се подготвуваат за 55-та аматерска манифестација. Што се случи во меѓувреме и зошто условно се прескокнува редоследот? Одговор на ова прашање дава комисијата во состав Илија Стефановски, Коце Стоименов и Благој Пенов, која е формирана за да го направи соопштението за јавноста по одлуката што ја донело собранието на ДАФ на 18 февруари годинава. Имено, истражувањата за почетоците на ДАФ откриле дека оваа манифестација не започнала во 1961 година со ревијата на драмскиот аматеризам во Скопје, како што досега се мислело, туку во 1959 година со првиот фестивал на аматерски драмски друштва и театри во Битола. И кога од тогаш наваму ќе се брои, се доаѓа до редоследната бројка од 55 драмски аматерски фестивал. Од прифаќањето на овие откритија на извршниот директор на ДАФ Благој Пенов произлегуваат редица поместувања во минатото на истиот. Например, за една односно 2 години погрешно се прославувале јубилеите на ДАФ, како што се 10 години, 25 години, 50 години. Ако почетоците на фестивалот се во 1959 година, тогаш 50 годишнината требало да се прослави во 2009 година, а не во 2011 како што е направено. А тоа по автоматизам подразбира други учесници, ансамбли и се останато. Поради сето тоа, можеби попрактично решение би било да продолжи да се тече одбројувањето на манифестациите како и досега, без прескокнување или бришење на сега фамозната 54-ка, а да се означи историскиот факт во некаков документ. Во спротивно, кој ќе измери и каже кој пропуст е помал или поголем, дали правичната грешка или сегашната задоцната корекција.